Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Едно од најрепрезентативните фудбалски имиња на Штип во последниве 3 децении секако е Владко Костов. Тој своевремено беше фудбалер на Брегалница, инаку потекнува од пионерско-младинскиот погон на штипската екипа. Потоа имаше кариера во повеќе клубови во нашата држава и надвор, а уште во тие рани години, кога почна да се занимава со фудбал, веројатно неговите погледи беа насочени кон тренерскиот позив, затоа што Владко Костов, откако престана активно да се занимава со фудбал, стана еден од нашите најдобри тренери. Впрочем, тој во својата кариера тренерска и неколку пати беше прогласуван за тренер на годината во Македонија, па како резултат на тоа дојдоа и понудите за да тренира екипи во странство. Владко Костов е име кое често се споменува во фудбалските кулоари, не само во Штип, туку и во Македонија. Тој со своите резултати како фудбалер, доколку беа некои подруги времиња и услови по осамостојувањето на Македонија, можеше и да остане овде и да игра и за сениорската репрезентација на Македонија, но тогаш, знаете, имаше различни превирања, па признавање на федерацијата, па не признавање, и додека сето тоа се случуваше, многу наши фудбалери, барајки место за екзистенција, ги напуштаа нашите клубови и одеа во соседните земји, а Бугарија некако беше најблиската дестинација. Ова е вака како вовед за Владко Костов, нашата следна спортска легенда, за човекот кој остави на вистина печат во фудбалот во Штип, а мене ми се чини дека каде да оди во светот, може би после 5, 10, 15 години, тој пак ќе се врати тука во Штип, затоа што Брегалница му е на срцето, како што впрочем е Брегалница на срцата на сите штипјани и поголем дел од љубителите на фудбалот во Македонија. Владко, толку јас за почеток вака, за да те представам, за да кажам, иако гледачите добро знаат од каде доаѓаш, за кој си играл, ама друго е кога ти ќе ги кажеш тие сите своји фудбалски доживувања, едноставно ќе ја раскажеш твојата фудбалска историја. На почетокот, Зоки, би сакал да ви се заблагодарам на вашата телевизија за вниманието кој што го посветувате и на мене и на сите оние луѓе кои сме вградени. Сега зборуваме за фудбалот, во овој фудбал. Овде прошле во вашите емисии многу фудбалски легенди и јас ја користам на оваа прилика. Со многу од нив се гледаме, со некои не се гледаме, сигурно да ги поздравам сите, да им посакам долг и живот, здравје многу и нормално она што го научиле во својата долгогодишна кариера, она нивно искуство да покушаат да го пренесат на младите генерации, бидејќи стварно во овој момент ни фалат дечки млади кои што ќе сакаат со поголема љубов да играат фудбал и да продолжат оваа традиција која што и ние како град и како држава ја имаме. Кариерата моја ја почна во фудбалски клуб Брегалница како пионер. Прв тренер би беше професорот Мирко Наџаков. Работевме едно лето, фактички 3-4 месеца. Кај него почнав работата и морам да кажам дека во првите неколку месеци беше така летен повеќе селективна работа. Потоа не преземе имавме во тоа време учител, професор ни беше Боро Пандев, за да од него не преземе Стојан Арсов. Стојан Арсов е човекот кој што најмногу ме водеше во младите категории и кој што на еден начин ја всади таа љубов уште повеќе кон фудбалот и понатаму во негово време јас се префрлив и во првата екипа на фудбалскиот клуб Брегалница. Значи, заиграв за Брегалница на 16 години, 16 и пол години, за првата екипа. Прв надпревар ми беше против Победа во Ландово. Тоа беше фактички денешно време, 16 и пол години, во тие генерации беше изворенен успех. Играв овде во Брегалница негде до 88 година. 88 година зимото заминав во Пелистер,
кај што останав до 90-та година. Во времето на Ѓоко Хаджиевски, кога беше тренер Ѓоко Хаджиевски, значи игравме во рамките на таа единствена втора лига на ниво на Југославија. Имавме извореден резултат и од таму понатаму замина во Вардар 90-та година. Од 90 до 93 година бев во Вардар. Значи првите 6 месеца ми беше тренер Кирил Дојчиновски, потоа 2,5 години Ѓоко Хаджиевски. И 93-та, вие напомнавте во најавата, тоа беше период кога фактички ние како држава не бевме уште признаени нити на фудбалски, нити се боревме за признавање меѓународно и некако најблиско на сите играчи ни беше да заминеме во Бугарија. И тогаш во тоа време замина Стојмир Урошевиќ и Саше Тодоровски заминаа во Пирин Благоевград. Јас и Тони Нумовски заминавме од Прилеп, заминавме во Локомотив Софија. Чирич, Бабунски, Марковски, заедно и Ѓоко беше таму, заминаа во ЦСКА. Значи, тоа беше прво. Понатаму, тие си продолжија со своите кариери секој. Јас, значи, во 95-та година се врати во Штип. Брегалница тогаш беше во втора лига, имаше изворено раководство, начело со бившиот градоначалник Димитар Ефремов, понатаму Лазо Тимовски, Ное Миланов. Тоа беа луѓе кои што беа големи ентузијасти, кои што сакаа да го вратат клубот, разговараа со мене, се вратив. Го вративме клубот во прва лига и во прва лига на почетокот на првенството, некаде второ, третото коло доживеав, така да кажем, посериозна повреда на лигаментите и тука ја прекинав мојата кариера на 31 година. Не сакав понатаму да одам по третмани, да правам некоја кариера, сакав да го ослободам местото на помлади кои што треба да напредуваат во кариерата и доста на време се фатив со тренерската работа. Веќе на 32 години бев тренер во Осогово. Со Осогово одма успеавме да влеземе во прва лига и ги остави во прва лига, па продолжив во Саса, опстанок со Саса во Македонска Каменица, во Куманово заминав, 2 години во Куманово влеговме во прва и останавме во прва лига во времето кога беше Даравелски председател. Во Осогово беше Беличев, бивш пратеник во собранието. Понатаму во Турново бев кај Орце, кој што мора да го поздравам, 20 години да вложува некој, можеби повеќе, нека ми во ова време некој толку години да вложува, тој е човек што треба посебно да му се одае признание. Бев кај него 6 месеци, фактички влеговме во прва лига и Брегалница во времето кога дојде приватно да инвестира бугаринот човек од Бугарија Андреев, ја дојдов во тоа време, ја внесов Брегалница во прва лига и од тогаш после тоа замина во Зрими, прва лига, и после тоа беше мојата кариера во Ренова, кај што фактички све освоив со Ренова. Игравме и Интертото, играв порано тој куп што беше, игравме Лига на Европа, станавме шампиони, игравме Шампионска лига и на крајот интересно е купот го освои пред сезоната твоите гледачи. Сезона 2011-2012, значи го освоивме купот, финалето се играше во Штип. Тоа ми беше посебна чест, сакав и со Ренова и со мојот во мојот град да го освоим и успеав. Во финалето со Работнички победивме 3:1. 2009 и 2010 бев прогласен за најдобар тренер во Македонија и од 2003 до 2008 година работев во младата репрезентација како асистент кај селекторот Мирсат Јонос, понатаму од 2008 до 2010 работев во сениорската, значи продолживме и после тоа, кога сето тоа заврши со Ренова работа, јас заминав за морам да истакнам периодот во Ренова, тој е извореден период и за мене и за фудбалскиот клуб Ренова. Реков, освоивме све што можеше да се освои и благодарение на таа работа во Ренова и на моето CV кој што го изградив, после успеав да најдам трансфер првиот пат во Саудиска Арабија во клубот Ал Рајд, кај што прв пат во нивната историја после 60 годишно постоење тие игра во кралскиот клуб. Тоа беше првата година, а вториот пат заминав 2014 година, 2015, договорот го склучивме во Турција, во Трабзон и останав 3-4 месеца, после тоа бев сменет и на враќањето, кога фактички дојде промената таму, се вратив во Штип
И во Штип, вие знаете, период кога Брегалница може и беше најтешко, ме замолија луѓето и Брегалница беше да кажам 90% испадната и јас се нафатив. Се фати во Косев. Успеавме да направиме фантастични резултати кои што мислам дека тешко се достижни, да од 48 можни бода да освоиш 35 и ние фактички не игравме бараж, направивме изворен резултат, го оставивме клубот во прва лига и кога видов дека со останувањето луѓето не сакаат да направат нешто подобро, значи зошто ако некој е спортист, ако некој е човек, треба да се надпреварува, да сака да освојува барем 4-то место во нашата. Ти почувствува дека го нема тоа. Почувствував дека го нема тоа и реков дека јас до овде повеќе не сакам да работам и се тргнав во тој период. Меѓутоа ја спаси во еден момент кога висеше ја го осеќав тоа обстанокот. Тој беше период кога имаше луѓе во раководството кои што се мои другари од детство. Меѓутоа, љубовта према Брегалница за мене е огромна работа, можеби и нивното присуство во Брегалница, за да можам да помогнам и на тие луѓе и на себе да дојдам. Јас го направив тоа, ја го осеќав еден долг тоа кон клубот кој што многу дал за мене. Го се одолжив и го спаси фудбалски клуб Брегалница од Испанија. Сега вака флеш ја раскажа твојата кариера, клубовите каде што одеше, каде што играше и каде што беше тренер. Сега би се вратил повторно на почетокот, подсети се на некои надпревари со Брегалница во тие почетни години. Ја ви реков дека првиот надпревар беше на 16,5 години против Победа Баландова тогашна на домашен терен и за луѓето кои што пратат фудбал треба да знаат дека јас во почетокот на мојата кариера играв шпиц играч. Понатаму, она што ми остава во сеќавање, имавме пријателски надпревар со Динамо Дрезден, кој што го игравме во Штип. Значи, ја настапив на мои 17 години. И она што посебно би го истакнал, после тоа ја играв стандардно. Значи, скоро сите надпревари во сезона ги одиграв, да не кажам 100%, 95 до 99% ги играв надпреварите. Може би најдраг за мене надпревар оној која со моите 2 гола против Колубара Лазаревац, од Лазаревац, успеавме да останеме во лигата. Победивме со 2:0, двата гола јас ги постигнав и се спасевме. Тоа беше на мои 18 години, значи изворедна работа, успеавме, имавме изворедна екипа. Тогаш ни беше тренер Кире Дојчиновски, го спасивме клубот, останавме во лига и понатаму во кариерата, убави моменти во Пелистер, прекрасни моменти. А за Пелистер вака да ни кажеш, еве дојде во Пелистер од Брегалница, зошто не остана овде, например? Прво, имаше, тогаш, вие знаете како беше време. Беше време на кога спортистите бара некоја екзистенција покрај фудбалот и работа. Имаше една ситуација на која што не се заврши обврската према мене и јас реков дека ќе заминам од клубот. Во прв момент заминав во Беласица, Благој Статов со широко срце ме прифати, меѓутоа поради одредени пречки внатре кои што понатаму се префрлаа на моите родители, зошто си одам, и јас му реков на Благој, викам, шефе, ќе ве молам ако може да се вратам, јас не сакам мојата фамилија. Тој со еден збор ми ги врати документите и ми рече, Владко, ќе те замолам една работа, јас лично ти ги давам документите на тебе, меѓутоа додека ти не се договориш на никого да не ги даваш документите. И јас прифатив тоа, дојдов и реков, ко видов дека пак се прави некоја игра, тогаш ми се јави Ѓоко Хаджиевски, на негово инсистирање и сигурно моја желба да одам во Пелистер. Брзо се договоривме и јас заминав во Битола, кај што останав година и пол дена и еден извореден период на големо другарство, први 6 месеца во кој што не беше кој знае каква финансиската ситуација, меѓутоа во наредната година под раководство на луѓето кои што Славчо Ружинов и Миле Бошевски се направи извореден клуб. Ѓоко го водеше, знаеше да го менаџира тој клуб и направивме стварно изворени резултати кои што понатаму многу ни значија за нашите кариери, али другарството беше најголемо. Во тоа време на Веселиновски и Јованов. Кој беа тогаш во Пелистер од овие фудбалери? Зоки Петковски бранеше. Петревски имаше исто голман. Понатаму беше Веселиновски, беше Митко Стојковски како млад играч, Петар Милошевски беше како трет голман млад играч, понатаму Кире Грозданов,
па Кулевски кој сега е во Австралија, Борче Јовановски, сега веќе таму во Битола е во Новоци, понатаму Чирич, Саше Милошевски, имаше многу наши играчи. Сега нека ми извини некој ако не спомнам, да. Шалев беше овде исто, мора да го спомнам и него. Значи да нека ми извини некој ако го заборев, едно изворено другарство, една екипа хомогена која ја направи тогашниот шеф на стручен штаб Хаджиевски, направивме изворени резултати и понатаму тоа беше до 90-та година. 90-та година замена во Вардар, каде што останав до 93-та година. Тогаш и Хаджиевски дојде, значи ти на Тумбекав и имаш вака трчано нагоре. Да, Хаджиевски дојде, ја дојдов во Вардар, кај Дојчиновски, после 6 месеца дојде и Хаджиевски во Вардар. Доаѓањето во Вардар што значеше за тебе, бидејќи сите фудбалери од цела Македонија тежнеја и пред тебе и многу по тебе да дојдат токму во Вардар. Вардар се смета дека е најголемиот фудбалски бренд во нашата држава, не само што се смета, туку и беше. Ако го земеме она минато време, кога беше, речиси, постојан учесник во првата лига на поранешната држава, а знаеме колку беше силна таа лига. Има некои стручњаци што велат дека таа лига била меѓу 3-4 најсилни во Европа и навистина имаше големи клубови. А ти доаѓаш во Вардар кој во таа лига значил нешто, а бил и шампион пред да дојдеш. Да, беше шампион, во таа лига значи многу и па да не кажам колку значише за Македонија некој играч од Македонија да игра во Вардар. Значи тоа беше престиж за сите нас. Ние во еден природен рок дојдовме, јас и Драган Веселиновски, Пикси од Пелистер, двајцата дојдовме во Вардар. Значи тоа е периодот кога беше Дојчиновски, после дојде Ѓоко Хаджиевски и морам да кога првата година дојде Ѓоко, ние во втора лига, таа што беше на ниво на единствена Југославија, освоивме, влеговме во појсок ранг, освоивме прво место и во втората година кога веќе влеговме во таа лига, прва лига, дојде едно време до растурање, се откажа Хрвати, меѓутоа беше изворен резултат, мислам дека да не ме фаќа за збор, мислам дека завршивме пето место во една таква лига, тоа беше феноменален резултат и после секој свати дека треба да си бара среќа на друго место, меѓутоа морам да потенцирам дека посебна чест за мене беше дека во Вардар освоив и куп и првенство, значи првата година освоивме. Ти беше во таа екипа по осамостојувањето на државата што го освои и првото првенство и првиот куп. Тогаш дадовте 117-120 гола, ги решетавте мрежите. Мислам дека првото првенство на 20 бода. Ти како стоеше со голови, јас не можам да се сетам. Јас имав дадено сигурно 5-6 гола во Пелистер, по сезона негде давав од 8 до 10 гола, на тие прекини стално учествував. И позициите во Пелистер и Вардар ти беа? Да, на стоперски позиции. Играв на стоперска позиција и таму и ваму. Така да тоа беше. Знаеше да се исфрлиш и напред кога ќе знаев на тие прекини, на тие уиграни варијанти секој пат да скокнам, да постигнам гол и на еден начин тој за мене, реков уште еднаш, голема сатисфакција за мене е што го освоив прв пат во независна Македонија и купот и првенството. И можеби сакам да кажам сум еден од ретките во Македонија кој што и како играч освоил куп првенство и како тренер освоил куп и првенство. И сега доаѓа оној период кога ти со неколку твои клубски другари веќе размислувате за одење, почувствувавте ли дека во Македонија нема да има услови, дека ќе треба да мине долго време по самостојувањето, па да се стабилизира и фудбалот, како што е впрочем и во другите спортови, и тоа беше причината можеби да одите надвор од границите на Македонија, но со помисла повторно да се вратите. Скоро сите ние осеќавме дека полека треба да бараме нови средини, бидејќи се намалуваше квалитетот на првенството. Ние сепак за овој дел од Македонија бевме поквалитетни играчи кои што одредени клубови од околината на Македонија има интерес за нас. Последна беше нашата турнеја во Австралија 93 година, каде што во Австралија заминавме и фактички
Тамо одигравме само една нарешена, сите други ги победивме и ние добивме пола играчи, почнавме да добиваме уште покани да смениме средина. Тогаш и Ѓоко Хаджиевски доби, да. мислам, после таа турнеја Ѓоко веднаш отиде во ЦСКА. ЦСКА. Да. Јас заменав во Локомотив Софија. Уште таму кога бев во Австралија ми сконтактира председателот на Локомотив Софија. Тој по потекол Македонија од Галичник, меѓутоа како мал Чачевски заменил во Софија и ме гледаше, имаше желба, се договоривме и ја после тоа замена во Локомотив Софија и овие играчи кои претходно ги реков, заминаа во Пирин, во ЦСКА, во Локомотив Софија, значи полот тим се осипа. Која беше разлика, една паралела да направиш меѓу фудбалот во Бугарија и во Македонија, затоа што тие си продолжија практично со исти тимови, истата лига, а кај нас дојде до трансформација. Фудбалот во Бугарија беше многу над оној фудбал во Македонија, по квалитет, по играчи, по вложување, по услови за работа. Нормално, не сакам да споредам ние како југославенски фудбал, јас тоа го мислам дека ние бевме подобри од нив, меѓутоа во рамките односот што го имавме во првите моменти како Македонија и бугарскиот фудбал имаше огромна разлика. И во плаќањето на играчи, и во обезбедување на услови, и во гледаноста на надпреварите, сето тоа. Тогаш ти немаше добиено некој повик за репрезентацијата, бидејќи репрезентацијата уште не беше вклучена во оние квалификацијски надпревари за европско, за светско првенство и игравме само така некој да речам пријателски или тренинг надпревари со некои противници, па дури потоа дојде она вклучување наше во тој систем на надпревари во Европа и во светот. Тој период од 1-2 години, може би и 3, репрезентацијата играше. Ти тогаш ми се чини дека имаше некои повици во репрезентацијата. Тогаш беше Ѓоко Хаджиевски и уште нешта држава не признавена, тој правеше одредени селекции за играчите и имавме, така да кажам, неофицијални такви надпревари. Игравме еден во Кавадарци, игравме во Скопје, меѓу нас екипи. Меѓутоа тоа беше у формирање додека не беше признаена нашата федерација. Понатаму дојде селектор на Дојчиновски, Дончевски, дојде селектор и понатаму Дончевски селектираше. Јас кај Дончевски не настапив, тој беше гост еднаш во Софија на еден надпревар. Ми рече Владко дека многу озбилно рачуна на мене. Ја го сватив тоа нормално. Секој играч следеше одредени надпревари во Бугарија, меѓутоа ја бев свесен дека во тоа време имаше изворена конкуренција во репрезентација, тука беше Чеде, тука беше Илија на почетокот, знаете, сите тие играчи беа докажени играчи на ниво на Македонија и јас никој пат немав замерка на неговиот позив. Дали ме кани или не ме кани, мојата обврска беше јас да си играм во мојот клуб и доколку добијам покана, нормално да дојдам и да дадам се за репрезентацијата. Меѓутоа, јас играв само неофицијални надпревари, официјални надпревари немам игра. И, значи, уште на млади години, 31 година, полна зрелост фудбалска, а ти го напушташ фудбал, значи причина беше повредата. И тука каде беа во тие моменти насочени твоите мисли? Зашто се виде потоа оти си имал афинитети и за тренер. Дали кога играше фудбал помислуваше да бидеш тренер, па во играњето може би некои комбинации, варијанти, кога би бил тренер, би одиграл вака и така, дали уште од тогаш почна така да акумулираш некои искуства за тренерската работа како играш, затоа што тоа е многу битно. Јас во посебно периодот кога се вратив од Бугарија, ви реков за тој период кога Бргалница беше во втора лига и кој имаше една изворена управа. По моје мислење дека во последните години тоа е најдобра управа која што имаше фудбалски клуб Бргалница. Со моето доаѓање тие луѓе направи јас да дојдам со моето искуство да помогнам. И тоа е тој период на кој што ја бев капитен на екипата, ја требаше да давам пример на помладите играчи, значи ја бев тој кој советував и тој на еден начин ми направи една подготовка за мојата понатамошна работа. Затоа те прашам, бидејќи знам овие работи. Направи една подготовка, ја понатаму кога се повредив, ја бев дојдов до една средба со Вокочени, во Согово тогаш не успеа да влезе и ме побара
бивш пратеник Беличев Лјупчо ме побора, ми рече Владко дали Тој беше и градоначалник едно време, ми Не, се чини. Лазар Веселинов во негово време беше градоначалник и тој човек беше во управата. Бекјарски, Грчев од поштата, Бекјарски од полиција. Тие беа луѓе кои што тогаш беа во управата. Ме замолија заедно со градоначалникот Веселинов дали ќе сакам да прифатам. Ја им реков ќе прифатам, меѓутоа мора да сватат дека тоа ми е прва работа. Ама вика они, ние гледаме твојот авторитет меѓу играчите, мислиме дека ќе успееш. И јас се нафатив и одма првата година ги внесов во прва лига. Тоа беше еден мој извореден почеток кој што до ден денес го памтам, ме охрабри. И понатаму во мојата кариера се све клубови кои што се пронижени со резултати. Ја преска во најавата не го спомнав. Значи и бев 3-4 месеци тренер во работнички. Значи и тој клуб треба заслужува да се спомне по мене еден многу организиран клуб кој што знае што работи, знае што сака во првенството на Македонија и јас од оваа дистанца можам да им посакам само успех. И ти потоа веќе комплетно влегуваш во тренерските води. Да. Кажа за почетокот со Осогово, после тоа некои интереси работи од твојата кариера, додека си во Македонија, а после ќе дојдеме и до репрезентацијата, најнапред младата, па потоа и сениорската репрезентација. Па тоа се годините кои што Осогово, значи влегување во прва Ти лига. се специализира клубовите Да, од втора да ги внесуваш во прва лига. 4 клуба, значи ја го сваќам тоа како една нормална работа, еден тренер Кога веќе ја работиш кога се работи, треба да има една почетна работа, да се докажува па да доаѓа. Јас не сум за она што многу се практикува денес. Значи некои кои што немаат ништо освоено во својата тренерска кариера, одненаш да скокаат многу скали. Значи треба секој пат да се знае. Јас како тренер, ако имало оглас, јас секој пат знам дали ми е местото таму или не ми е местото таму. Никој пат не сум конкурирал. Сум мислел како тренер дека прво треба да направам една кариера тренерска, едни резултати, едно CV кој што ќе биде конкурентно и на фудбалскиот пазар и овде и надвор. Значи затоа 4 клуба од втора лига во прва лига во мое време влегле, тоа е Осогово, Брегалница, Куманово и Турново. Со сите нив сум обезбедил опстанок, плюс имаме обезбеден опстанок на екипата на САСА и екипата на Влазриме од Кичево. Со Ренова ви реков све што можело се освоило во Македонија. И ја како такво CV, понатаму сум влегол благодарение на селекторот Мирсат Јонов за негов асистент во млада репрезентација, потоа поминавме во сениорска репрезентација и се рачунав дека човек треба да изгради едно такво CV нормално за времето на работењето, да се едуцира, да се школува, да доаѓа до сите потребни лиценци кои што се потребни. Јас сум носител сега на про лиценца, уште првата генерација која излезе од ФФМ. Да, од ФФМ. Таа прва генерација бевме 15 души сите, ми е чест што сум од таа прва генерација и понатаму со резултатите и со лиценците дојдов до таа работа во странство.